Тимот на Hype Македонија се наоѓа ексклузивно на снимањето на новиот спот на Вики Ф и Давид Арчек. Не го спомнавме Давор, не знам зашто Давор не е тука. Ајде, здраво, како сте? Вие сте спремни за борба, така? Да. Ајде, дојдете ми двајцата од мојата десна страна, за да може побава да се гледате. Ајде. Кажете ми како се чувствувате денес, дали сте изморени, ве гледам испотени, дали веќе вежбавте, трениравте нешто? Со улје сме мачкани, не сме баш изморени, инаку да сега малце повежбавме, научивме нешто и спремни сме за спотов. Кој мислите Мачкани дека? сме со улјето на пи... да знаете. Кажете ми, кој мислите дека ќе победи во оваа борба? Не мислиме, знаеме. Не мислиме, ни знаеме, туку не знаеме, а ќе видите на крајот од спотот кој ќе биде победник. Ние знаеме, а вие ќе видите. Кажете ми, што е тематиката и како се одлучивте повторно да направите заедно уште една нова песна која што можеби ќе прерасне во еден нов хит? Ај вака, за тематиката на самиот спот нека каже Давид, пошто негова беше идејата, за како дојдовме до соработката, исто така негова идеја, а јас прифатив да се реализира сето ова, затоа што навистина станува збор за еден многу добар проект и сигурна сум дека ќе им се допадне на сите. Моментално се доста актуелни, гледам бокс ме човек на Балканот генерално и смисливме така да биде концептот на спотот, да биде нешто поинтересно, поинакво, мислам дека немам одамна видено нешто такво и малку ќе избегаме од шаблонот спотски, ама па секако како што кажав, бокс мечове се актуелни на Балканов. Па не знам сега Вики која ќе биде, дали Марко Джек или овие професионални, ја ќе бидам овој професионални како беше и така ќе се боксуваме. Не сум толку лоше јаса, искрено. Јас сум Марко Джек, добро, јас сум Марко Джек. Дали ќе леташ од ринг како Марко Джек? Не знам. Па затоа ви реков гледајте го спотот што ќе излезе наскоро и ќе видите дали ќе летам од ринг, дали ќе бидам нокаутиран, нешто од тие две сигурно ќе Јас биде. ќе дадам се од себе. Да ве прашам, песната дали е малку во некој друг жанр или повторно е на некој стар тип ваш направење на музика? Вика кога хејтерот ме не, Јас морам да како е, ама Тони Зен знаеш како вика така, кога хејтерот ме плука од љубомора пука, влагам јас во мој стил, во наш стил, сваќаш? Во ваш стил. Да. Вики знаеме дека извади нова песна. Кажи ми како си задоволна, бидејќи гледам дека се слушаат македонски песни низ Македонија. Овој период обично се слуша многу македонска музика, а ти извади еве македонска музика. Па да, знаеш, некако искрено многу сум задоволна од аспект што е на македонски јазик и што гледам дека радијава генерално многу ја поддржаа, така да сите се возиме, нели, некаде одиме, така да мислам дека сите ја слушаат на радија, а вака ми се допаѓа поради тоа што ја прифатија многу брзо и не наоѓа мани, сепак се работи за една многу културна, пристојна и певлива летна песна. Малце да запееме, може? А има идеали да останеме сами, да остане од мене љубовта. А има идеали, среќа не ми брани твоја желба, моја заклетва. Браво, Вики. Имаш, кажа дека ќе вадиш нов албум, така? Цел албум, да, така е. Може да не откриеш со некој, дали ќе имаш некој дует? Има повеќе дуети, скоро па цел албум планирав ја цел да биде дуети, ама ајде се викам да оставам нешто и за себе, она најдоброто да си го оставам за сама да си го испрезентирам, така да има дуети, се соработки со доста српски артисти, а има и еден наш. Македонски, значи. Да. Ке не викнеш на промоција и на... Сте викнати, секогаш сте викнати, бевте нели на промоцијата кога беше за првата песна, така да константно ќе бидете известени, ве повикувам да дојдете и заедно да ги проследиме моите нови успеси. Давид, кажи ми дали имаш точна дата која ќе излезе овој феноменален спот? Па не зависи све до нас. Ние сме тука да завршиме нашата работа, а кога ќе излезе зависи до монтажерот на спотот секогаш, така што мислам дека ќе биде многу наскоро, така што во период, не знам кога ќе се емитува сега ова, но
не подолго од една недела од емитувањето на вашава емисија. Сега, на кога ќе се... Кажи ми дали песната ќе биде на македонски јазик или пак на српски повторно? Епа вака сега. Песната е моментално на српски јазик. Така е направено. А ако биде хит, ќе извадиме на македонски јазик. Ќе извадиме? Ај, договорено е. Ако биде хит... Тука падна договор, значи ако биде хит се надеваме дека ќе биде хит и да излезе на македонски јазик, бидејќи ние македонците сакаме македонска музика да слушаме. Ќе биде. Вреди да се проба. Така да ја слушате, а песнава нека стане хит и ја правиме. И идеме у тренинг. Бидејќи знаеш како? Некои луѓе викаат дека е многу ефтин и многу кич песна, да знаеш сам. Јас такви имаве тука. Ама ни... Come on, come on. Ама ние сме тука да ги демонтираме. Кога се тие муабети, дали може да ни откриеш? Тие муабети нема да ви откриам од кој се, ама да знаеш дека некои Ќе луѓе... демонтираме со Ние сме тука песнава. да ги демонтираме и... Не знам, трендникот треба да се спрема полека за да идеме да му влеземе јако. Ти каварија сакаш да Како и човек. двајцата, генерално, ајде сега да се знаеме одамна, нема врска тоа што долго време не соработувавме. Сме луѓе што и тоа како сакаат да учествуваат во тој дел од шоу бизнис и да кажуваат работи што народот сака да ги слушне и што помалку ги слуша моментално, ама мислам дека убаво ќе се поминеме и јас би. Одлично, а ви сакала да ве прашам зашто Давор не е моментално со вас тука и зашто он не е вметнат во оваа песна? Марија, твојата работа мислам дека е, си ја знаеш која е, а ти си новинар. Знаеш Но и дека, моја работа е да прашам. знаеш дека Давор спрема дует со нашиот најголем шоумен Бојан Јовановски, Боки 13. И така што тој спрема дует со Боки, јас спремам дует со Вики. Секој е таму каде што треба да биде. Да, и на крајот од денот мислам дека и неговата песна е убава на свој начин, нашата е на свој начин. Дечки, ви благодарам многу, се надевам дека песнава ќе биде еден голем хит. Се надевам дека ќе биде многу слушана и само газите напред. И на тебе луѓе сите на YouTube да слушате песната изгледа многу наскоро. Да. Чао! Чао.